Почитувани медиуми, добре дојдовте. Денеска ги заокружуваме пресконференциите посветени на 100 дена влада, односно работењето. Ги најавува министерот за надворешни работи Никола Димитров и министерот задолжен за диаспора Едмонд Адеми. Благодарам, Миле. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, чест ми е да го затворам циклусот пресконференции за почетокот на мандатот на оваа влада од аспект на бројните активности на Министерството за надворешни работи. Очигледен е пресвртот во политиката направен со новото раководство на МНР и политиката која сега ја водиме. Ние не сакаме политика која, со зборовите на Фуле, ќе не однесе во ќорсокак, не сакаме извештај на Европската комисија, во кој се оценува дека Македонија е заробена држава, во меѓународна изолација, без пријатели, несигурна во себе, уплашена и комплексирана. Нашата политика е во сосема спротивна насока. Ги заекнуваме пријателствата, ги обновуваме и истакнуваме нови пријатели. Го враќаме имиджот на онаа Македонија која ќе работи на себе за да биде подобра. Сакаме Македонија да е модерна, земја која го привлекува вниманието со добри вести. Држава со имидж и со суштина на европска демократија, атрактивна за живот и работа, земја на среќни граѓани. Преземаме интензивни дипломатски активности и во функција на заекнување на нашите европски и евроатлантски перспективи, но истовремено и заекнување на разнишаната позиција на Република Македонија на меѓународна сцена. Преземаме проактивен и продуктивен дипломатски ангажман со цел реализација на надворешно политичките приоритети, пред се членството во Европската Унија и во НАТО алијансата, етаблирање и негување добрососедски односи и регионална соработка. Во изминатиот период остваривме голем број посети, официјални и неофицијални средби. Вкупно имавме 31 меѓународна посета, од кои 17 билатерални и 14 мултилатерални. Имав чест да се сретнам со 44 колеги министри за надворешни работи, ги покривме повеќето од земјите членки на Алијансата и речиси сите од земјите членки на Европската Унија. Македонија од земја што асоцира на криза, денес представува земја што асоцира на надеж и можности. Работиме да се врати меѓународниот рейтинг, што првенствено подразбира поддршка и враќање на старите и создавање на нови пријатели. Би сакал тука да го споделам кредитот кој што главно оди кон граѓаните на Република Македонија, кој што во основа преку граѓанска будност и активизам покажа дека македонската демократија е посилна и реагира дури и тогаш кога институциите на системот не реагираат. Тоа беше нашата ситуација во кризата. Поради тоа, денес наративот на Република Македонија е наратив на надеж. И во време кога глобално демократиите се соочуваат со проблеми, Македонија работи посветено да си ја зацврсти својата демократија, за да не се дозволат отворени и очигледни злоупотреби, какви што сите слушнавме. Токму овој наратив помогна зад нашите реформски напори да застанат земји кои што се меѓу најетаблираните демократии во Европа и во светот. И благодарение на овој наратив потпишавме декларации или политички изјави за партнерство и соработка со Шведска, со Норвешка, со Велика Британија и последната со Холандија минатата недела. Истовремено неуморно работиме на ревитализација на статусот на Република Македонија како активен чинител и одговорен партнер во меѓународните односи, фактор на стабилност во регионот и пошироко. Тоа го потврдивме и со исполнетата и продуктивна агенда и проактивниот настап во рамките на учеството на Генералното собрание на Обединетите нации. Во Њујорк отворено дискутиравме за нашите стратешки цели, но и за нашето учество и придонес кон решавањето на горливите прашања и предизвици на глобално ниво. Видливоста и активниот придонес на мултилатерален план е еден од нашите приоритети. Етаблиравме нов имидж, препознатлива надворешна политика, која има за цел да гради мостови
да отвара врати и да решава проблеми. За краток период успеавме да го обновиме диалогот со Европската Унија и да вбризгаме нова енергија и квалитет во нашите односи. Патот беше многу покриен и не се гледаше, патот кон почнување на преговори со членство денеска се назира. Воспоставивме партнерски и принципијален однос со Брисел и очекуваме чиста и безусловна порака за старт на пристапните преговори. Очекуваме, но и работиме дома, за да дадеме дополнителни аргументи на Европската комисија. На надворешно политички план практикуваме искрен и отворен однос, без предрасуди и скриени агенди. Во нашиот нов пристап се пресликува стремежот да изградиме имидж на модерна европска демократија. Наметнавме нов однос и спрема институциите дома. Надворешната политика на Република Македонија не е ексклузивна надлежност на Министерството за надворешни работи. Тој однос го карактеризира транспарентност, отчетност и инклузивност. На 34-тиот ден од предземањето на должноста, јас реферирав пред Комисијата за надворешни работи на Собранието на Република Македонија за преземените активности и дебатирав со пратениците за надворешно-политичките приоритети. На 11 септември Собранието изрази доверба и поддршка на мојот досегашен ангажман и ја отфрли интерпелацијата за мојата работа поднесена од група пратеници на 9 август. Нашиот однос спрема јавноста ќе биде исто така транспарентен и отчетен. Во оваа насока, 2 недели по преземањето на должноста на 15 јуни, донесов решение со кое документите поврзани со службени патувања на вработените во Министерството повторно стануваат информации од јавен карактер. Решението е производ на посветената заложба на Министерството за целосно транспарентен однос и отчет пред граѓаните на Република Македонија. Беа остварени неколку посети на Брисел на различни нивоа, беа реафирмирани европските перспективи и подвлечена потребата од реформски процес заснован на резултати. И затоа и планот 369. По пауза од 2 години, на 18 јули го одржавме 13-тиот состанок на Советот за стабилизација и асоциација меѓу Република Македонија и Европската Унија. Фактот што со Советот ко-председаваше високиот представник Федерика Могерини говори за значењето што и Европската Унија го даде на овој повторен почеток или нов почеток. Пораките беа јасни и недвосмислени. ЕУ во Република Македонија препознава нов почеток и силни заложби за реализација на реформските приоритети. Тоа беше нотирано и при неколкуте средби со шефицата на европската дипломатија, но и со комесарот Хан, последната минатиот вторник во Брисел. Нашиот дипломатски ангажман е видлив и на планот на интеграцијата на НАТО. Остваривме средба со генералниот секретар Столтенберг, кој изрази поддршка за реализацијата на нашата стратешка определба за членство во Алијансата. НАТО гледа на РМ како, во наводници, важен партнер во реализација на нивната мисија. Минатата недела, заедно со вице-премиерката и министр за одбрана Радмила Шекеринска, имавме состанок во формат 29+1 со Северноатлантскиот совет, со кој што се заокружи 17-тиот циклус на нашето приближување кон НАТО, со зборовите веднаш по состанокот на еден од високите функционери во Меѓународниот секретаријат на Алијансата, кој што повеќе од 20 години работи во седиштето на НАТО во Брисел. Ова беше буквално ресет на односите меѓу Република Македонија и НАТО. За Македонија, после долго време, се зборуваше со можности и со позитивни тонови, практично унисоно од сите земји членки на Алијансата, кои земаа збор, некаде 21 земја членка од 29 во рамките на даденото време. На специјалниот состанок на самитот во Подгорица, со кој што беа домаќини нашите пријатели од Црна Гора, меѓутоа со кој што председаваше премиерот Заев, на 2 август во рамките на Американско-јадранската повелба, покрај тоа што имаше кратка средба со подпредседателот Пенс, тој силно и гласно укажа дека Соединетите Американски држави како на стратешки партнер стојат зад Република Македонија и зад регионот во определбите за интеграција во НАТО. Нашите партнери, ЕУ и САД,
ја поздравија заложбата за решавање на отворени прашања со соседите. Во овој контекст главниот акцент беше ставен на разговорите со Бугарија како пример и модел за соработка во регионот, но и пошироко, без медијација и без наметнати решенија. Американскиот State Department истакна дека договорот меѓу двете држави представува охрабрувачки пример за тоа како разликите меѓу соседите може да се решат по мирен пат. Рецензијата од Брисел, како што неколку пати имам укажано, беше дека договорот е инспирација за целиот Балкан. Едно-две реченици, ако можем да се дозволам една, како граѓанин, една потполна отвореност. За министар за надворешни работи е најлесно да не ги чепка тешките теми. Мене ќе ми биде најлесно да не се инвестирам и да не влегувам и да не се обидувам да решам прашања што се долго време и напикани под килим и долго време на некој начин зацементирани со политика која што дава аргументи за блокада, а не аргументи за деблокада. Оваа надворешна политика тргнува од прашањето каде и каква Македонија сакаме да имаме за 3 години од денес, за 5 години од денес и за 10 години од денес. Оваа надворешна политика не тргнува од прашањето како да добијам поени јас денеска и да ги истрошам за една недела или за еден месец. Надворешната политика на Република Македонија нема да биде предмет на добивање политички поени додека трае мандатот на оваа влада и мојот мандат како министар за надворешни работи. Применуваме политика на отворен и позитивен пристап, насочен кон решавање на проблемите и отворените прашања, наспроти нивно пролонгирање или создавање нови. Темел на ова представува нашата цврста определба за квалитативно унапредување на соработката со соседите и целиот регион на патот на нашата заедничка европска иднина. Овој нов дух на отворен и искрен диалог со семјите од нашето непосредно и пошироко обкружување, регионот на Југоисточна Европа и Европското семејство беше јасно отсликан во потпишувањето на договорот со пријателска Бугарија. Тој представува надградба на заедничката декларација од 1999 година, ја потврдува подготвеноста на двете страни за признавање и прифаќање на реалностите од минатото, но и од сегашноста, и пред и над се решеноста на двете земји да овозможнат посветла, просперитетна и пријателска иднина за нивните граѓани. Со неговото потпишување се зајакнуваат интересите на Република Македонија. Ова битно прашање се затвара токму во согласност со и во корист на националните интереси на нашата држава и незините граѓани, отворејќи го при тоа патот за наша интеграција во Европската Унија и во НАТО. Кратко кажано, договорот представува заемен успех на две блиски и пријателски земји, постигнат со двостран компромис и лидерство, а базиран врз потребата од градење мостови, отворење перспективи и создавање можности. За новиот конструктивен пристап во надворешната политика, базиран на европските и евроатлантските вредности, не помалку говори и првата билатерална посета, остварена токму во Атина и неколку средби, потоа една во Скопје и последната во Њујорк на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации. Со министерот Коција истакнавме дека нема да престанеме во нашите обиди да ги отвориме перспективите и за двете држави. Јас исто така нема да престанам во обидите да ја убедам Грција дека не може да има победен и победник во ова прашање кога сме соседи. Не можете да бидете успешни ако го скршите соседот и обратно. И затоа се обидуваме да ја смениме целосно призмата како гледаме на овој проблем. Неодамна одбележавме 100 дена, денеска мислам дека е 124-тиот ден, од работата на новата влада и достојно го прославивме 26-тиот роден ден на независна Република Македонија, како држава пред која реално се отвараат европските перспективи. Честитката по повод 8 септември од државниот секретар Тилерсон и изјавата на сојузниот министер за надворешни работи на Германија Зигмар Габриел од 6 септември на најдобар можен начин ја илустрираат валоризацијата на реформската определба
на новата влада и исправниот курс во нашата надворешна политика. Тилерсон аплаудираше на делата преземени од новата влада, за да ја демонстрира незината посветеност на демократијата, владењето на правото и регионалната соработка. МНР Габриел отиде чекор понатаму и покрај поздравувањето на реформскиот курс и давањето цврста поддршка за интеграција на Република Македонија во ЕУ и во НАТО, тој ја повика сегашната опозиција да не го блокира позитивниот момент на новата влада и да остане отворена за конструктивна соработка. Во следната година и половина регионот има шанса да направи вистински и видлив прогрес во европските интеграции. Ни предстои период на можности и на перспективи. Владата на Република Македонија е цврсто решена да направи се што може и да извлече максимум и да ја искористи оваа шанса, да ја доотвори вратата, да ја дорашири и да направи се што може да ја искористи оваа шанса. Република Македонија мора да го фати возот со оние од нашиот регион кои што се пред нас. Владата е цврсто решена да продолжи по патот на враќање на достоинството, угледот и меѓународните пријатели на земјата и на реализација на нашите стратешки приоритети, интеграција во ЕУ и во НАТО. Ви благодарам. Ако може прашање за министерот Димитров. После разговорите во Њујорк, министре, и вашите разговори со Кодзијас, излезо оно еден неформален брифинг, една информација дека наводно Кодзијас имал брифинг со грчките медиуми и дека на тој брифинг кажал дека во преговорите освен за името се разговара за името на нацијата, за името на јазикот и дека тоа е еден цел сет на прашања. Потоа премиерот Заев кажа во Обединетите нации дека тој не е подготвен да разговара за идентитетот, но ова прашање некако остана да лебди во воздухот. Никогаш не добивме појаснување дали навистина преговорите се водат и за овие прашања и дали за тоа станува збор. Па прво, во основа преговорите не се уште почнати. Ние уште работиме на исцртување на контурите како тој процес ќе се одвива, на кое ниво, во кој формат, во каква, кога ќе почне и така натаму. Процесот беше во известен застој неколку години, како што сите знаеме. Мислам дека не е многу корисно да се шпекулира нешто што може би е брифинг од министерот Коцijas или не е. Може би треба да се праша самиот министер Коцijas дали е тоа точно и така натаму. Мислам дека е многу важно да гледаме напред. Многу е важно идентитетските прашања да се извлечат од тој процес, бидејќи така практично никогаш нема да може да се реши тоа прашање. И многу е важно да продолжиме со овој процес на зближување, разбирање на главните грижи од наша страна, на главните грижи од нивна страна. Јасно е дека, како што тоа на неколку пати го чув, во делот на иридентизмот, на Грција и пречи кога се објавуваат мапи со Република Македонија што зафаќаат и делови од Република Грција. Како што и нас ни пречи кога мапи на други држави навлегуваат во наша територија. Како што ние го разбираме тој проблем и таа грижа во Атина, исто така верувам и се надам дека и во Атина ќе разберат дека не е историски соодветно, би рекол, во Европа во 2017 година да се оспорува идентитет на својот сосед, особено не на сосед што е вон Европската унија, е вон НАТО алијансата и така натаму. Јас за еден германски медиум кажав, како што мене не ми пречи и не ме прави помалку македонец, ако некој грчки граѓанин во Солун се смета себе си за македонец во регионална или културна или историска смисла, убеден сум дека и тоа што јас сум македонец не им смета на моите соседи. И мислам дека натаму треба да ги гледаме работите и натаму треба да во однос на разговорот исто имаше известни изјави и од страна на нашето МНР и од страна на министерот во однос на некои историски прашања.
И тука можеби кога веќе зборуваме за ова, сакам да кажам дека разговаравме во основа тргнувајќи дури од Черчил со неговиот цитат Балканот произведува многу историја, а нема капацитет да ја обработи, да се справи со неа. Низ сите наративи на државите на Балканот има историски предрасуди. И ако две земји решиле да се смируваат и да отвараат заедничка европска иднина, убаво е историчарите од едната и од другата да седнат и да поразговараат за наративите на двете страни. И за тоа како Грција не гледа нас, и за тоа како ние ја гледаме Република Грција во историски контекст. Толку беше во тој дел разговарано. И можеби последна поента, не знам колку е мудро од мене, волку широка елаборација на ова прашање, меѓутоа последна поента, често во нашата јавност на ова прашање главно и најлесно е одбегнувањето. Проблемот е што, ако политиката, еден мудар човек рекол дека политиката е уметност на можното, меѓутоа политиката е исто така преземање одговорност. Има многу одговорност и од нерешавањето на проблемите. А најстрашната одговорност е во испуштените шанси. И затоа, ако сакаме вистина да го отвориме патот за нашата татковина напред, мораме реално и без страв и без предрасуди да се соочиме со проблемите. И да видиме што е најмудро, што е тоа што најмногу можеме да го извлечеме. Плашењето и држењето во ровот на историјата на некој начин ни ја ослабува Македонија. Мора да си го фатиме возот, штитејќи си го собственото достоинство и, меѓу другото, идентитет. Ке сопрам тука јас. Освен ако нема уште едно прашање. Да. Две прашања до министер Димитров. Ивица Стојановски, телевизија Нова. Блиску е првото прашање до ова што претходно го говоревте, малку по-конкретно само содржински со пример. Најавена е, меѓу другото, и можна некоја ревизија на учебниците. Прво од Бугарија дојда такви најави, а потоа од Кодзијас од Грција. Еве со конкретен пример по однос на лекцијата за екзодусот на македонците од Тегискиот дел на Македонија, дали тоа би било предмет на ревизија, на кој начин би се интервенирало таму и кратко друго прашање ставот на Министерството за каталонскиот референдум. Благодарам. Во однос на првото прашање, јас не сум историчар, меѓутоа сум син на дете бегалец, кој што татко ми е дојден во Република Македонија по граѓанската војна во Грција во 1948 година. Одговорот на некој начин го дадов и бидејќи не сум историчар, не сакам да одам многу по-конкретно. Ако сакаме да ги отвориме, да ги разбремениме односите и да отвориме поголем простор за соработка, не знам зошто би имале толку страв да видиме каков е историскиот наратив во Грција за нас и каков е наративот кај нас за Грција, за балканските војни, за улогата на трети сили и така натаму. Мислам дека од разговор не треба да се плашиме. Се разбира, знаејќи што сакаме, знаејќи што бараме и така натаму. За настаните овие денови поврзани со референдумот во Каталонија, во Шпанија, случувањата загрижуваат. Нашиот став е дека тоа прашање може да се реши само во рамките на уставниот поредок на Шпанија и низ политички диалог. Прашањето е многу комплексно и многу комплицирано за да има некој подецитен и побрз исказ од овој. Случувањата загрижуваат, патот напред е уставниот поредок на Шпанија и политичкиот диалог. Само уште едно прашање околу македонско-грчкиот спор. Велите дека идентитетот треба да биде надвор од спорот за името. Дали, ако Грција настојува и да се преговара и за идентитетот, тоа ќе значи дека нема да се најде решение за името? Сите советници за односи со јавност советуваат да не се одговара на прашања што почнуваат со ако, хипотетички прашања. Она што
ние можеме да го кажеме е како ние гледаме на работите и како гледаме на излезот. Мислам дека Грција не може да успешно да го затвори овој спор ако Македонија е понижена. Тоа е апсолутно неспорно. Дури и победата во наводници на Грција со ветото на самитот на НАТО во 2008 година во Букурешт, во основа е пирова победа, бидејќи создаде контекст на еден сосед кој што го изгуби моралниот компас, си ја растресе својата демократија, стана произведувач на кризи, на проблеми и така натаму. Успешно решение на овој проблем ќе биде плюс и за Република Македонија и за Грција, а тоа оди патот кон таа цел и кон тој резултат е низ објаснување, низ зближување, храбро, достоинствено, со исправена глава, без комплекси и стравови. Само јас накратко ќе се навратам на Каталонија. Доколку Каталонија прогласи независност, каков ќе биде ставот на Република Македонија? Повторно е прашање со ако. На хипотетички прашања, особено за вака деликатна тема, на важна земја членка на Европската Унија, мислам дека не е во овој момент местото за одговор. Последните две прашања ќе ве замолам колешката и Може ја се? Повторно за спорот за името. Рековте дека преговорите не се почнати, не знаете никога ќе почнат. Премиерот Заев на почетокот на септември рече дека го поканил медиаторот Нимиц да даде предлог во следните неколку месеци. Кога го очекувате предлогот од Нимиц? И се најавува, грчките медиуми најавуваат средба помеѓу министрите од Албанија, Грција и Бугарија и Македонија во текот на оваа недела, кои би биле темите на разговор и ќе разговарате ли со вашиот колега Кодзија за овие последни различни информации што пристигнуваат за тоа што сте разговарале на вашите средби? Има средба во среда и во четврток во Република Грција на иницијатива и покана на министерот Коцијас. Македонија, Албанија и Бугарија се вклучени, значи е квадрилатерална средба. Ке се разговара за безбедносна соработка, за прекугранична соработка, за енергетско поврзување и за други теми што за една или за повеќе држави ќе бидат актуелни. Јас се надевам дека ќе имам повторно прилика за билатерална средба со министерот Коцијас, бидејќи мислам дека што повеќе средби, тоа повеќе разбирање и тоа помалку недоразбирање. Тоа не можам да немам датум. Не е тајна дека во предизборни периоди, и тоа самиот медиатор многу често го кажува, тој на некој начин чека. Така штом привршат локалните избори, ќе се отвори тој процес што беше на пауза, како што споменав, 2-3 години. Сега, како тоа ќе се одбива, кога, дали веднаш ќе има некаква конкретна идеја и така натаму, тоа е, мислам дека рано. Се уште е на ниво на шпекулации. Во однос на средбата во Солун, очекувате ли регионално вклучување на земјите во решавањето на билатералниот спор помеѓу Грција и Македонија? Значи интервенција од страна на Софија и вклучување на Тирана во решавањето на спорот со името? Па во принцип тоа зависи од проценката наша и на Грција дали такво нешто е корисно или не. И прашањето е билатерално, меѓутоа има импликации регионални, има дури импликации европски. Да речеме, влијае врз кредибилноста на политиката на проширување и на ветувањето од Солун баш од 2003 година кон целиот Балкан, што ја вклучува и Република Македонија. Мислам дека во оваа фаза прашањето и процесот е билатерален и ќе се одвива под покровителство на Обединетите нации и медиаторот Метјо Нимиц. Овде многу повеќе ќе стане збор за регионалната соработка, бидејќи има работи што не поврзуваат, не е само прашањето на разликата околу името што не разделува.
Едно прашање. Дали има разговори со председателот на државата Иванов за пополнување на амбасадорските места? Ова сега се 13 празни, да година над 15. Значи пола дипломатска мрежа ќе не се испразни. Дури тука си најклучните места. Дали има некакви почетни консултации, разговори, преговори за пополнување на барем на Брисел, Лондон и Париз? Имавме во неколку наврати средби и заедно со председателот на владата, господинот Заев, и јас посебно со председателот Иванов и со неговиот тим, би рекол дека сме во финална фаза на првата рунда амбасадори, инаку јас наследив една тешка ситуација во смисла на екипираност на ДКП-ата, на дипломатско-консуларните представништва, и во однос на бројност, и во однос на баланс меѓу кариерни дипломати и политички именувани дипломати. Некаде, мислам, и тоа во зависност од тоа како ги броиме, бидејќи има кариерни дипломати кои што се вработени во МНР на 1 или на 3 или на 5 месеца пред упатување како амбасадор, ама еве да речеме размерот е 60 спрема 40 во корист на политички именуваните. И мислам дека градиме една добра волја и консензус да го подобриме тој баланс, бидејќи ни треба професионализација во кадровската политика на Министерството за надворешни работи. Благодарам.